креативен, транспарентен и лојален за фирмата. Тоа се моите принципи по кои што ние се водиме за вработување во нашата компанија. А го има оној женски аспект, па нешто интуитивно да се почувствува? Па понекогаш го има, да. Морам да признам, да. А дали кога ги бирате работните позиции за вашите вработени, можеби правите некаква селекција дека ова се машки обврски, повеќе доликува да ги извршува маж отколку жена? По принцип нема поделба на работните, да кажам, позиции која е машка, која е женска. Да кажам, во селекцијата на CV-ата за одредени позиции не правиме разлика посебно во раководните функции, дали се работи за машки или женски пол. Меѓутоа, секогаш постојат работни позиции во кои што жените не аплицираат. Дури некогаш и карактерот на самата работа, да кажам, предодредува дали ќе има повеќе машка работна сила или женска работна сила. Зависно, нели, каде што е потребна повеќе физичка енергија, физичка сила, например во магазинскиот дел, во магазинските работници, тука се подразбира дека доминира машката работна сила. И само уште да го заокружиме во еден дел со вас, ќе вратам на почетокот на разговорот кога споменавте дека имавте искуство од директниот процес на работа во вашата фабрика. Колку од денешна позиција тоа искуство и знаење ви овозможува со поголема лесноќа да ги извршувате обврските? Да ви кажам, тоа е едно искуство кое што мислам дека многу ми значи, како на мене, така и на мојот брат, бидејќи мојот брат е вклучен во работењето на компанијата. И двајцата од деца, значи од мои 16 години, сме вклучени во комплетното работење на компанијата. И многу е убаво и многу добро кога човек ќе може да ги осознае сите процеси во компанијата, бидејќи денеска, верувајте ми, кога ќе влезам во производство или во магазин, ја чувствувам атмосферата, ги чувствувам како дишат работниците, знам што мислат и како, да кажам, како се осеќаат денеска. Дали има позитивна енергија, како они, дали се мотивирани или не се доволно мотивирани, така натака. Но веројатно знаете што тогаш да им кажете. Точно, така, да. Нина Ангеловска е основач на првиот сајт за купување во Македонија, Групер МК. Не верувам дека постои некој кој што е присутен во салата кој што нема барем купено нешто од Групер. Ме интересира вашата приказна, како настана Групер, со што се соочувавте тогаш како проблем на македонскиот пазар, а колку сега сцената е извината во изминатиот период? Пред се фала многу на поканата, чест ми е да бидам покрај вакви успешни дами од најразлични професии. Пред да почнам на кратко би раскажала мојата приказна како почнав, ние како што тргнавме со разговоров, изгледа како да нема проблеми во Македонија, ние сме најнапредни, пред Европа, нема проблем меѓу мажи и жени, сите сме равноправни, а мислам дека не е така. И тоа многу назад мислам дека сме. Не како што најавивте колку Турција, но мислам дека сме многу назад уште. Не дека јас сум се соочила искрено со предрасуди, меѓутоа ги гледам многу. Ги гледам со другарите кога седам во кафана или на кафе, ги гледам од моите колеги мажи, не према своите колешки, туку кога разговараат за стереотипот на жена е добар, ти не се рачунаш, ти не си жена. Тоа е муабетот што ја го добивам кога пробувам ја да кажам дека не е тоа така и дека јас се рачунам себе си како феминистка, ама тоа е затоа што премногу шовинисти околу мене сум гледала, иако сум многу млада, иако сум почнала многу рано. Сега како го почнав на 21 година кога дипломирав, освоив награда за најиновативен бизнес план и добив 5000 евра да основам свој бизнес. И така почна Групер, уште од малено за мајка ми беше предприемач, татко ми работеше во Мерија, не знаеме. Да, мајка татко ми многу има влијание на мене, да. Татко ми работеше во голема интернационална компанија и мене никогаш не ме беше содело да станам предприемач. Туку викав сакам кога татко ми некоја голема интернационална фирма директор да бидам, ја да патувам нон-стоп, тоа ми беше желбата. И кога добив наградава, мајка ми од друга страна учеше што и да правиш мора да си најдобра. Завршив како најдобар студент на генерација, добив Франк Манингова, она што ја добила пред 30 години за најдобар студент на генерација, просек 9,9,995 или 9,6, не знам колку имав. Се запишав на магистерски таму исто, после сега сум на докторски, науката се продолжувам, мислам дека е многу важно знаењето е една од најважните работи. Меѓутоа, сега можам да се посветам на бизнисот 100%, затоа што немам се уште фамилија и немам деца, како што кажа дека тоа е дел од успехот, нели, да се изборат со емоциите и со се останато. Се уште ги немам тие предизвици. Моето дете во моментот е Групер кој што полни 5 години во јануари и јас сум 100% посветена. Значи предизвиците беа стварно многу големи, без разлика предприемач да се биде и да се отвори нешто ново со само Македонија и трговијата ние ја пробивавме пред 5 години, пред 6 кога почнавме.
Значи е вистински предизвик и мислам дека не сум имала проблеми или предрасуди од аспект на тоа што сум жена. Туку мислам дека се сложувам со Искра дека треба многу повеќе, тродупло повеќе да работиме отколку ако бев да речеме можда маж и го правев ова што го правам денес. Не сум само во компанијата, со двајца партнери сме, значи тројца партнери сме, од кои двајцата се мажи и сепак јас сум извршниот директор и CEO што донесе мислам тимот е многу важен. Што се брои статистички. Да, статистички сме 33% на хартија, а 70% и кај нас застапеноста во тимот од 12 луѓе брои тимот, 8 жени имаме, 4 мажи си да се млади нормално. Не дека имаме некаква предиспозиција дека ама подраго ми е кога ќе работиме од женски пол и особено затоа што има врски кои може да ги врши подобро. Ние сме поемотивни, тоа значи подобро се грижиме за некои работи. Јас на пример кога разговараме веќе ние соработуваме и со Снежана со Орфеј, кога на пример соработуваме и со многу хотели од Банско и кога пристапуваме кон тоа дека треба да оцениме некој каков е, да речеме треба да го оцениме соработникот дали е доволно сериозен да направиме договор. Некако имам повеќе доверба ако е жена, затоа што мислам дека се почесни, дека се погрижливи, дека не може да ти направи таква замка како што може да ти направи маж, да речем. Значи тоа е моето мислење. Дека да не звучиме како секташка. Екипа. Не, добро, значи да заклучам, не сум се соочила со предрасуди. Дали било тоа кога почнував пред 5 години банка кога бевме, со директорот разговарав, во ниједен момент не сум се осетила дека сум била омаловажена затоа што сум жена или помалку другачија цената затоа што сум жена, не знам, девојка сум, не можам да се наречам уште жена. Меѓутоа сум осетила во некои делови повеќе не ради полот, туку ради возраста. Од аспект сега доаѓа 22 годишна девојка со амбиции, ентузијазам, ја ќе работам 24 часа и еве ми го бизнис планот и ова ќе го правам. И мислам дека повеќе тука ми требало довербата да ја стекнам во поглед на тоа што сум многу млада, не во поглед на тоа што сум девојка. Пред 5 години кога го отваревме Групер на плоштад на изнајавме плоштадот, кога го отвараме ова ќе биде многу голема. Наградата не беше толку голема, 5000 евра која добивме, меѓутоа стварно се вложивме 6 месеци на нова година, се сеќавам 12 сат работевме ние да го дигнеме сајтот, да бидеме први на пазарот што го направи ова. И јас верував дека се може, се што сакам да остварам, можам да го остварам и се што треба да се направи, ќе се направи. И вика добро, многу пари, ја се плоштадот да го изнајмеме, само што отвараме ние јануари, ладно, и викам не ќе го земеме ние плоштадот. И бев се сеќавам во беше пред 5,5 години во општина во град Скопје. Од канцеларија до канцеларија, значи многу снаодливост, од врата на врата чукав и стигнав до кабинет, да кажам, мене ме препрати господинот Крста, што Крста господинот јас не го знаев, но прочитав на етикетата дека се вика Крста. Викам, ние сме млади луѓе кои што ќе промениме трговијата во Македонија, револуција ќе правиме, ве молиме, мора да не поддржите вие градот, да не го дадете плоштадот без пари. Со документи испишан, со тоа све почитувани и добив печат од канцеларијата кај коце може да влезат 3 возила, може да местат, водител, бина, имавме тука све, врнеше снег страшно, балон на топол воздух кревавме, да, и така што тоа е некои мои искуства на кратко и како почнала мојата приказна. Позната сте во јавноста како човек кој што држи мотивацијски говори, охрабрувате млади луѓе, а и оваа приказна звучи мощно охрабрувачки, но што е она што сакате сега на девојките, односно на младите жени да им го упатите како мотивацијска порака? Да се следи вашата приказна или? Да, и јас да се вратам назад исто да би го направила, иако имав многу стрес и многу работа и нервози и значи се што се следи со отварање на бизнис и со водење на бизнис и со растење нормално. Една од главните препораки која што би ја дала е да не се чека на можност, да дојде можноста, туку да се креира можноста за себе. Ако погледнам наназад во 2010-та, 3 дена пред да го отвориме Групер, излегува министерот за информатичко општество и вика помалку од 1% од населението во Македонија купува онлайн, ситуацијата со трговијата не е многу добра. И ако направите анализа, ние направивме детална анализа, тоа може да го видите како пречка. Сега не е моментот за да се отвори онлайн продажба, не е спремно населението. Ние го видовме тоа како предизвик, дека ние ќе го смениме тоа и дека тоа нас имавме стратегија како ќе го смениме тоа. Значи да не се чека на можност, туку да се креираат можностите сами за себе. Ми е една од препораките. Друга од препораките ми е да се многу да се учи, значи на секој чекор се да се учи. Јас не сум воопшто во областа на права, меѓутоа и како сум морала да ги научам законите.
од закон за трговија до закон за што и да продаваме, ние ни доаѓаше инспекција од таа област. Значи ние продаваме производи, доаѓаат вие дали ги увезувате производите, ХТП сертификат дали имате за увоз, дали водите книга на производ. И ние ние сме препродавачи, посредници во трговија, значи не други доаѓаат дали вие имате фискална сметка, па ајде сега други закони, и така е Антон закон, сум читала, значи без разлика на што и да е, мора да се совлада тој проблем, а такви ќе ги има еден тон и многу, без разлика дали е своја фирма или дали е во текот на работата која се сака да се напредува на повисоко ниво. Значи да се совладаат пречките е потребно многу знаење и мислам дека главно е да кај нас што сум видела многу млади луѓе се плашат од знаење од учење на нови работи, така некако си имат не можам ја ова да го научам, значи тоа ми е втората препорака, да учат секоја минута, секоја секунда, секој час од денот кај да не се абстрахираат од информации, затоа што тоа што денес го слушнав сигурно ќе ми затреба, ќе го запамтам и ќе ме даде во предност утре во некоја друга ситуација. И да бидат бестрашни и да не ја гледаат воопшто половата разлика, затоа што сами го креираме тоа и сами ги креираме стереотипите и ако ние тука сме повикани како пример, тоа значи дека секој го може тоа и не сме ништо поразлични од било кој друг. Се работи само за потенцијал да се искористи максимум своите можности и потенцијал. Почитувани овие дами и господа, овие дами слушам сега што сега тоа дека господа лапсис, лингва, стереотип. Се надам дека не се исклучок во нашата земја, затоа што иако статистиката кај нас на Балканот вели дека само 15% од жените воопшто во раководните позиции се жени, меѓутоа како да се смени таа сцена? Станува збор сега овдека набинава за два профили на професии кои што се директно во бизнисот вклучени, но и професии кои што се подразбираат како машки, а се дел од јавните предпријатија, односно установи. Што е потребно за да имаме повеќе жени во армијата? Што е потребно за да имаме повеќе возачи во јавното сообраќајно предпријатие? Да се биде во армијата треба да се има желба. Да се биде истрен и да има доследност. Така се друго понатака доаѓа. Доколку има личноста желба да биде дел од армијата, а верувајте навистина е гордо да се биде дел од армијата, тогаш понатаму се доаѓа само по себе. И обуката и секој ќе биде човек истрен. Што ми ја заврши обуката, веќе се стекнува со знаење, добива се поголема самотоверба и може да оди се понапред и понапред. Бидејќи вие припаѓате на медицината на некој начин поинаков патот ваш до армијата, може би многу фармацевти не се гледат во униформа, но и тоа е опција. Па вака, многу малку фармацевти сме во армијата, во моментов 3, тоест 2 девојки, тоест жени и еден господин полковник. Општо во медицината малку е поинаква нашата служба, санитетската служба е малку поинаква за разлика од останатите војнички служби, меѓутоа не значи дека и ние немаме ограничувања некои што работи од кои што мораме да се откажеме за да бидеме дел од оваа професија, од војната служба. Така да би рекла дека секаде и општо во целата армија потребни се амбиции за да се стигне до некој ниво. Значи доколку има амбиции дали е маж или жена ќе постигне. Се разбира и знаење, како што кажа, мислам секоја чест сега малку се ќе излезам од колосек. Значи секоја чест за изборот на дамите што сте ги одбрале во овој панел, јас сум воодушевена. Значи честитки за жените, честитки за припадничките од понежниот пол, кој што е навистина појак пол. Во секој случај, затоа што ние покрај предизвиците на работните места имаме и други предизвици, нели? Ние имаме многу повеќе обврски, фамилиарни обврски, за разлика од машкиот пол. И би рекла како заклучок на моето излагање во овој панел дека за се е потребно истреност, амбиција и желба и се постигне. И нормално достоинство, женско достоинство. Значи, доколку бидеме достоинствени, доколку држиме до себе, не може ништо да не одврати од патот, кој што сме го зацртале пред себе.
Достоинство, Да. но и професионализам во она што се тоа е работи. професионализмот е всушност достоинството. А професионализмот не подразбира ниту родова, ниту полова разлика, ниту старосна граница, конфесиска разлика. И многу често, кога станува збор за стереотипите, знае да се подлече дека мајчинството не оди рака под рака со успешната деловна жена, ама овие примери тука го говорат спротивното. Како балансирате? Сакате ли тоа да го потенцирате во вашата работа, во вашиот професионален живот или пак го потиснувате? Семејството е поддршка. Семејството е најголемата поддршка за една ваква професија. Јас од своје лично искуство ќе кажам, јас сум мајка на 2 малолетни деца. Меѓутоа, нивната насмевка ми дава можност за уште поубав ден. Уште од самото утро, мамичко, убаво да си поминеш на работа. Се е веќе јасно, нели? Меѓутоа, ако ја немаме таа поддршка, многу е потешко да се избори понатака со све останато. Меѓутоа, кога ја имаме таа поддршка, се е веќе полесно. Едноставно помислуваш дека се е подредено, продолжуваш понатаму. Кога ќе отидеш на работа со позитивна енергија, ја пренесуваш таа позитивна енергија. А и кога сменското работење е во прашање? Мине малце понапорно, затоа што работното време ми почнува во 4:30 наутро, значи на нога сум во 3 часот наутро, доаѓам дома, 2-годишна киркичка, големи обврски, проблемите мора да останат на работа и сопругот ми е исто возачка нас. Мора да ги заборавиме, да ги оставиме во автокоманда во ЈСП и тоа е тоа, да се посветиме на детето, да не усети нервоза, да не усети дека ние сме изморени, дека не сме наспани, мора да се посветиш на детето. Напорно е од причина што спиењето е скратено. Не можеш одморот да скратен. Ама се постигна све. Мора и А во деловниот свет, во Да. бизнес светот? Јас ќе пуштам. Чисто си велам можам и умеам. Меѓутоа, знам и за кого. Значи, тоа што сум мајка, не сакам да звучи стереотипно, зборуваме за пробивање на стереотипите. Меѓутоа, ми даде тежина од аспект на одговорност на моите одлуки. Ќе споменам пред многу години, значи од еден странски адвокат бев прашана зошто ми стои сликата на детето на биро. Јас добив дете, го сликав, си ставив слика на биро. Мене ми беше за да ме подсетува, за да ме враќа побрзо да дојдам дома, побрзо да сработам, да организирам за да си отидам дома и посветам време. Меѓутоа века не, за жал што ете таа обука ја немаш поминато, меѓутоа од таа обука ќе заклучеше дека детето и тоа што го оставаш пред себе, односно позади себе, е да кога ќе ја носиш одлуката, кога ја гледаш сликата, бидеш одговорен, истраен, правичен, совесен и на крајот професионален. Не дека дамите, не дека јас тие вештини сум ги немала и пред да станам мајка. Тие што ме знаат дека јас имав обид, сите можам и јас. Значи тоа беше една ситуација, ајде, зашто не и јас, еве време е, тоа треба да се случи. Меѓутоа, тоа ме направи многу поиздржива и поистрена. И дури кога преска бев прашана за машки директори и одлучувачи и сите тие работи, јас своите нови клиенти ги регрутирам токму меѓу жените, значи на кои што сакам да им помогнам, и кога ќе кажат па ете јас имам дете, имам ова, имам она, имаш уште една причина за да бидеш најдобра. Тоа е вистина по мене така. Мотивација плюс. Да. И кога се биле такви турите на патување, децата се носеле со себе или не? Значи, вака, моето дете е зачнато некаде на Карибите, во Стелите. Секогаш мислам дека јас ќе бидам една од таа породувањата во авион што ќе бидам, затоа што јас до последен ден патувам. И јас сум таа која што после 3 дена од мојот пораѓај утрав на работа. Затоа што имав една голема група која што мислам дека без мене и ќе ја изгубат. И исто имав во тој момент го организиравме некое кошаркарско првенство каде што доаѓа Реал Мадрид, играа со нас и јас бев, не кажувам дека сум трудна никаде, пошто јас workaholic,
и одеднаш договорени бевме да идеме у Шери казино, јас бев породена 15 дена и отидам вечерта у Шери казино. Значи дека со добра организација може све, дека напротив детето е мотив, значи јас не можам да кажам дека сум била мајка која што права мајка, седи дома, чувај дете и така натаму. Јас викам Орфе е моето бебе, јас створив милион компании наследници од луѓе што немале предприемачки дух, направив да бидат лидери, им го вродив тоа, дека они можат, секој треба да биде сам менаџер, зашто разликата помеѓу газдата и лидерот е газдата наредува, а лидерот вика ајде заедно да направиме и ти го поттикнува, што јас сите мислам дека се мои деца, додека нормално не го родив моето. Сега, кога се роди детето, нормално е потешко, меѓутоа со плаќање на многу жени, плаќање на детето се едноставно тој сега да го прашаш, да седне на шалтер, знае да одговори повеќе од било кој дипломиран, најдипломиран 50 годишен искусен вработен на туризмот, знае повеќе за секој хотел, знае повеќе за целиот свет, знае детето све најдобриот консултант у туризмот. Знае да каже ти тоа ме научи, сега е многу самостален и вика ти кога ме носеше по хотелите, ти седеше со директорите, мене ме оставаше, јас све разгледував, све гледам, сега е моментот, мојот син има 18 години, кога јас сам донесувам одлука и јас ќе молчам. А дали Искра и Тања ќе го препуштат истиот пат на своите деца како што го оделе тие од фабриката до позицијата која што достигнале? Јас само би кажала така, се на добро за да разговорат. Да се биде жена предприемник, според мене е многу повеќе од да се биде само предприемник. Зошто? Затоа што се потребни многу дополнителни скилс или вештини. Не само од аспект на паралелно процесирање и мултитаскинг, тако нешто за мене е многу битно, а тоа е емоционална интелигенција, која кај машкиот пол во бизнисот некогаш е недостатствува. Од тој аспект и толку поради тоа сум убедена дека жената, благодарејќи на таа емоционална интелигенција, може да се справи и со врските во домот како мајка и во бизнисот. Возможна формула е, ќе речам дека главната успешна формула е доколку жената е дедицирана за успех, посветена, спремна за големо саможртвување, посветена на успех, убедена сум дека ќе го најде својот пат во бизнисот, во предприемник. Меѓутоа морам да нагласам дека во целата таа приказна е битна поддршката на семејството. Се сеќаваме дека на онаа изрека дека за секој успешен маж стои успешна жена. Таа успешна жена што стои зад успешниот маж е онаа која се грижи за домот, семејството и кој му го возможува комодитетот на мажот да се фокусира на бизнисот во кој е донесен. Исто се однесува и за жената предприемник. И таа ќе биде успешна во својот бизнис доколку има поддршка од семејството и од маж во позадината. Меѓутоа би рекла дека во планирањето на кариерата кај жената би рекла секогаш да тргнете од себе, да бидете спремни за предизвиците, да бидете добро организирани, се разбира мотивирани и добродојдена е поддршката од семејството. Јас прв пат станав мајка на 25 години, пред непосредно вработување на машинскиот факултет. Само ќе кажам кратко дека дури на машинскиот факултет како една академска средина прв пат прилично строго се запознав со шовинизмот, кога на едно од вежбите по моторни возила професорот паралелата за да ни објасни дискочници кај возилата направи па докато девојките за да сватат, замислете едно тавче за пржење со Фи 40. Меѓутоа ќе кажам дека тоа беше истовремено и средина во која и така ме поттикна и ме поддржа во идејата да бидам успешна во машката средина. Второто мајчинство се случи после 19 години, непосредно пред една година. Ќе кажам дека иако денеска сум жена предприемник, би рекла дека искуството стегнато овие години помага повторно во менаџирањето и затоа е неопходен баланс меѓу семејните обврски и бизнис обврските кај секоја жена и повторно поддршка од семејството. Во однос на децата, каков пример оставаме ние личен, така и тие ќе го градат своето размислување и своето размислување за жената во општеството и жената како бизнес ориентација.
Секој од нас има личен пример. Ќе кажам дека мојот личен пример беше мојата мајка, која како редовен универзитетски професор беше постојано вклучена во грижата за семејството, додека мојот татко го градеше бизнис, приватниот бизнис. И ете, вие цитирала познатата железна леди Маргарет Тачер, која вели дека секоја жена која ги разбира проблемите за менаџирање на домот, може успешно да ги разбере и проблемите во менаџирање на една држава. И тоа е истина. Тања, вашиот пат во однос на воспитувањето на деца да би дозволиле да го одат истиот пат кој што го поминавте вие? Да, значи јас сум исто мајка на близнаци, кои се 6 годишни сега, во прво делење. Можам да кажам дека секоја жена може да најде баланс помеѓу професионалното ангажирање и помеѓу приватниот живот и како мајка. Секако доколку има голема љубов кон работата која што ја има.